Девојката која пропаѓа. Расказ од Дино Буцати. Кога Марта имаше 19 години, се наведна од врвот на облакодерот и, додека гледаше како блеска градот во вечерната атмосфера, и се сврте во главата. Облакодерот се чинеше како да е од сребро, извишен и среќен во таа прекрасна и чиста вечер, додека ветрот ги развлекуваше тенките конци на облаците наваму натаму, на заднината која беше неверојатно сина. Беше тоа момент кога градовите ги обзема некаква вдахновеност и кога оние кои што не се слепи стануваат како маѓепсани. Од високиот врв, девојката виде како улиците и зградите се свиваат во долгиот грч на самракот и онаму каде што завршува белината на куќите, започнува морското синило кое, кога се гледа од озгора, се чини како да се качува угоре. Додека од исток се спушташе ноќната завеса, градот стануваше сладка бездна во која вриеше од треперливи светла. Внатре имаше моќни мажи и уште помоќни жени, бунди и виолени, автомобили обложени со оникс, блескави надписи над баровите, предворија на згаснати кралства, фонтани, диаманти, прастари молчаливи паркови, веселби, љубови и, најмногу од се, тука беше разорувачката магија на вечерта, кога се мечтае за величина и за слава. Кога Марта го виде сето тоа, неповратно се наведна над оградата и се отпушти. И се чинеше како да лебди во воздухот, но всушност таа пропаѓаше. Поради височината на облакодерот, улиците и плоштадите таму долу изгледаа многу оддалечени. Кој знае колку време ќе беше потребно да се стигне до нив, но девојката и понатаму пропаѓаше. Во тој момент терасите и балконите на последните катови беа полни со елегантни и богати луѓе кои пиеа коктели и водеа глупави разговори. Оттаму допираа разречени и збркани музички бранови. Марта помина пред нив и многумина се наведнаа да ја гледаат. Такви летови, во најголемиот број случаи се работеше за млади девојки, не беа ретки во оваа висококатница, а за станарите тие представуваа вистинска забава. И токму поради тоа, цената на становите во таа зграда беше многу висока. Сонцето, кое се уште не беше зајдено, правеше се што е во неговата моќ за да го осветли фустанот на Марта. Беше тоа скромен, пролетен фустан, купен за малку пари. Но лирската светлина на зајди сонцето некако го воздигнуваше и го правеше да изгледа елегантен. Од балконот на милиардерите, една галантна рака се подаде кон неа нудејќи и цветиња и чаши. Господице, еден дринк? Нежна пеперутко, зошто барам за момент не застанеш овде со нас? Не, благодарам, пријатели, не можам, брзам да стигнам. Каде да стигнеш? Ја запраша. Ах, не терајте ме да зборувам, одговараше Марта и мафташе со рацете во доверлив поздрав. Еден младич, висок, црн, прилично отмен, ја подаде раката за да ја дофати. И се допадна. Па, сепак, Марта брзо се извлече. Како се осмелувате, господине? И успеа со прстот да го удри по нос. Значи, богатите луѓе се интересираа за неа и тоа ја исполнуваше со задоволство. Се чувствуваше привлечна, модерна. На расцутените тераси, по кои брзо се движеа келнери во бело и се слушаа екзотични песни, зборуваа неколку минути или можеби помалку за младата девојка која предмалку помина, од озгора надолу по вертикален пат. Некои сметаа дека е убава, други така, но сите сметаа дека е интересна. Цел живот е пред вас, и говореа. Зошто брзате толку? Имате доволно време, зошто трчате и избивтате? Останете барем накратко со нас, ова е само скромна забава меѓу пријатели, да се разбереме. Сигурно ќе ви биде убаво. Таа сакаше да одговори, но веќе забрзувањето на земјината тежа ја донесе до долните катови, 4, 3, 2 ката подолу. Зашто многу весело се пропаѓа кога човек има само 19 години. Се разбира, растојанието што ја делеше од дното, односно од нивото на улицата, беше огромно. Помало се разбира од пред малку, но сепак беше значително.
Во меѓувреме, сонцето скокна в море, го видоа како исчезнува претворено во треперлива црвеникава печурка. Значи, ги немаше веќе неговите оживувачки зраци, за да го осветлуваат фустанот на девојката и да го претвораат во заводлива комета. Среќа што прозорчињата и терасите на облакодерот беа речиси сите осветлени, така што силната светлина целосно ја осветлуваше кога минуваше покрај нив. Сега, во внатрешноста на становите, Марта не гледаше само друштва на безгрижни луѓе. Од време на време наидуваше и на канцеларии во кои на бироа наредени во долги редови седеа службенички во црни или во сини униформи. Некои беа млади како неа, дури можеби и помлади од неа, веќе изморени од работата, ги креваа очите од листовите и од машините за пишување. Така и неа ја забележаа, а некој од нив притрчаа кон прозорците. Каде си тргнала? Зошто толку брзаш? Која си ти? Довикнуваа, а во нивните гласови се насетуваше нешто слично на завист. Ме чекаат долу, одговори таа. Не можам да застанам, простете. И се смееше, лебдејќи над бездната, но тоа не беше веќе онаа иста смеа од пред малку. Ноќта подмолно се спушти и на Марта почна да истуди. За тоа време, гледајќи долу, виде на влезот од една зграда силен круг од светлина. Таму застануваат долги црни автомобили, поради оддалеченоста изгледаа како мравки. Од нив излегуваа мажи и жени, брзајќи да влезат. Во тој мравилник го забележа блескањето на накитот. Над влезот се виореа знамиња. Очигледно приредуваа голема прослава, токму каква што таа, Марта, сонуваше уште од детството. Тешко неизја која пропушти таа можност. Долу ја чекаше судбината, романот, вистинскиот почеток на животот. Ќе стигне ли навреме? Со чувство на непријатност забележа на 30 метри подалеку една друга девојка. Очигледно беше поубава од неа и на себе имаше полувечерен фустан прилично отмен. Кој знае зошто, паѓаше со многу поголема брзина од неа, така што за неколку мига ја престигна и ја снема долу. Таа, без сомнение, пред неа ќе стигне на прославата. Можеби сето тоа било однапред смислено за да ја истиснат неа. Потоа свати дека не паѓаат само тие две. Од страната на висококатницата забележа дека уште многу други млади жени паѓаа надолу, со напрегнати лица поради возбудливиот лет, весело мафтејќи со рацете, како да сакаа да речат: евене, тука сме, дојде нашето време, приредете ни прослава, нели цел свет е наш? Значи, тоа беше вистинска трка. Таа, облечена во бедно фустанче, а сите други во луксузни модели, а некои дури околу голите раменици цврсто стегаа широко визонско крзно. Толку беше сигурна во себе кога почна да лета, но сега Марта чувствуваше дека целото тело ѝ се тресе. Можеби тоа беше само поради студенилото, или можеби од страв дека направила непоправлива грешка. Сега веќе се чинеше како да паднала длабока ноќ. Светлината од прозорците се гаснеше. Оддекот на музиката стануваше се поредок, канцелариите беа празни, ниеден младич веќе не се наведнуваше преку прозорец подавајќи ги рацете. Колку ли беше часот? На влезот од онаа црна зграда долу, која стануваше се поголема, можеше да ги забележи некои архитектонски детали и понатаму имаше светлина, но заминувањето и доаѓањето на автомобили престана. Од време на време, мали групи луѓе излегуваа низ главниот влез, оддалечувајќи се со уморни чекори. Потоа угасна и светлината на влезот. Марта почувствува како и се стега срцето. Господе, нема да стигне навреме за прославата. Фрлајќи поглед угоре, го виде врвот на висококатницата во целата негова сурова моќ. Беше речиси сосема темен. На последните катови ретко се забележуваше светлина. Во една трпезарија на 28-миот кат, еден човек на 40 на години го пиеше утринското кафе додека читаше весник, а жена му ја средуваше собата. Часовникот на креденецот покажуваше 15 минути до 9. Ненадејно, пред прозорецот прелета сенка. Алберто, викна жената. Виде ли? Помина една жена. Каква беше? Рече тој накривајќи ги очите од весникот.
Старица, одговори жената. Гровната старица. Изгледаше преплашена. Секогаш е така, промрмора човекот. На овие долни катови минуваат само пропаднати старици. Убавите девојки се гледаат од 50-тиот кат нагоре. Не е случајно што тие катови се толку скапи. Но ние сме во мала предност, забележа жената. Ние, овде долу, барем можеме да го чуеме ударот кога ќе паднат на земја. Овој пат ни ударот не се слушна, рече тој одмавнувајќи со главата. И се напи уште една голтка кафе.